многу често дебатираме, за жал не на доволно високо стручно ниво. Тука би обвинил малце и медиумскиот смог или магла што се создава со присуство на луѓе кои што не се квалификувани да зборуваат на темата, и би рекол дека основата на загадувањето во урбаните средини е енергетската сиромаштија. Зошто? Затоа што имаме преку 20-25% од населението кое што е приморано за да преживее, да се грее на што ќе најде, на се што гори. И после се чудиме зошто ни се загадени урбаните средини, иако во тој момент, например, индустријата не работи. Не викам дека индустријата нема свој придонес. Апсолутно тоа не е точно. Меѓутоа, основата на загадувањето е ова. Затоа што луѓето за да се загреат горат и отпад. Сега, доаѓаме на делот на отпадот. За да го изгорите тој отпад, треба да ви е достапен, а е достапен. Значи, стигаме до системот за управување со отпад. Доколку системот за управување со отпад не дозволи да имаме горливи материи достапни до луѓето, тие ќе мораат да користат горива што се поадекватни. И трето, кога доаѓаме до енергетската сиромаштија, државата треба да се фокусира на изградба на системи централизирани кои што ќе овозможат загревање на населението и во ист момент покривање на социјално ранливите групи 100%. Значи, видете, иако Министерството за економија има направена некоја студија за идентификација на овие ранливи групи, нема план и програма како да им помогнеме. И тие не загадуваат. И сами себе се загадуваат, за да преживеат. Она што мора да се направи е нив да им се обезбеди 100% покриено субвенционирана енергија. Како ќе се направи тоа? Со тоа што ќе ги развиеме централните системи или некои други алтернативни решенија до тоа ниво да они добиваат бесплатно енергија на рачун на тоа што ќе го заштитат нашето здравје, заради тоа што тоа е поврзано со големи економски трошоци за санација на здравствените проблеми. Прерачунато е дека Скопје плаќа годишно 112, 115, 120 милиони евра за санација на здравствените проблеми настанати како загадување.